Почитувани, државата е на работ на економски колапс. Водена од црната тројка на македонската економија, Заев, Ангјушев и Тевдовски, Македонија чекори кон банкрот. Владата на СДС во вторник ќе ја задолжи државата за скоро 62 милиона евра. Во екот на предизборна кампања, министерот за задолжување издава широка палета на државни хартии од вредност составена од 6-месечни записи, 12-месечни записи, 2-годишни обврзници, 3-годишни обврзници и 15-годишни обврзници, со и без девизна клаузула. На растипништвото на СДС му нема граници. Министерството за финансии пред само недела дена ја задолжи државата за 76 милиона евра, додека досега не има задолжено на над 250 милиона евра. Со најавеното задолжување, сумата со која СДС се задолжува државата за само 4 месеци се искачи над 310 милиони евра. Да, почитувани граѓани, за само 4 месеци СДС ве задолжи за нови 310 милиони евра, додека од државните девизни резерви стопи цели 177 милиони евра. Тоа е над 477 милиона евра за само 4 месеци, за кои граѓаните немаат објаснување за што се потрошени. Тоа се 477 милиона кои не може да бидат искористени, за подкуп на гласови. Дополнително загрижува фактот што во период пред избори Тевдовски во текот на октомври има закажено дури 3 нови аукции за хартии од вредност. Зашто служат ваквите пари кога знаеме дека досега владата нема реализирано ниту една капитална инвестиција? Додека од една страна државата енормно се задолжува, владата крати огромни суми на пари од кои повеќе развојни проекти и развојни ставки во буџетот. Владата не дава објаснување зашто и како ќе бидат трошени стотиците милиони евра со кои ги задолжуваат граѓаните. Граѓаните оправдано стравуваат дека ваквите пари може да бидат користени за изборен подкуп. Каде е бројчаникот кој толку го најавуваа или тој прегоре од сегашните енормни задолжувања? Хаосот кој СДС го создава мора да запре. Државата не може без предметот да се задолжува. Граѓаните мора да го запрат лудилото на 15 октомври, кога ќе се каже не за расепништвото на СДС. Благодарам.